Добар ден, Дневник на К3. Некогашниот дом на АРМ во Куманово, кој неколку години назад представуваше грда слика на градот, од неодамна во ново руво. Објектот кој многу пати беше прибежиште за бездомниците и зависниците од дрога, а често беа подметнувани и пожари, е ново работно место за службите на Државниот архив на Република Македонија и подрачните единици на Министерството за внатрешни работи. Сликата пред 10 години и денес е неспоредлива, а ова институција, откако е реконструирана, е една од најмодерните во Македонија. Некогашниот дом на армијата на Република Македонија во Куманово, кој беше заглавен во транзициониот процес, стана минато. Искршените врати и прозорци, тревата и дрвјата кои ја прикрива и така дотрејната градба, искршениот инвентар заминаа во историјата. Реконструкцијата започна минатата година, а овој објект кој е само спомен од минатото на добрите времиња кога тука се одвивал активен културен и забавен живот, блесна во потполен сјај, со модерна градба како што Куманово и заслужува. Грдата слика на градот на која се сеќава и помладата, но пред се повозрасната популација, со целосната санација и реконструкција на градбата е една од најмодерните во Куманово. Поранешниот дом на АРМ, кој десетици години наназад беше оставен на забот на времето, од неодамна е пуштен во употреба. Во него се сместени канцелариите на Државниот архив и подрачните единици на Министерството за внатрешни работи. На свеченото пуштање во употреба на реконструираниот објект, кој беше реконструиран со 42 милиони денари, присуствуваше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, првиот човек на Државниот архив на Република Македонија Филип Петровски и заменикот министер за внатрешни работи Митко Чавков. Јас се сеќавам, Филип, дека за целосно реновирање на овој тогаш руиниран објект, кај мене беше покојниот Зоран Тодоровски. Тој ми кажа дека во Куманово има еден одличен објект кој што е руиниран, кој што е неискористен, кој што остае на забот на времето, кој што може да се стави во употреба ако се изврши одредено реновирање или одредени набавки внатре што се потребни. И така имавме еден подолг разговор и после тоа јас разговарав и со министерот за финансии, после тоа на владата разговаравме и се донесе заклучок, се задржи службата за општи и заеднички работи. Се установи дека и на МВР ќе послужи и се потребни вакви простори. Имаме простор, председателе, со горе орманите, да имаме и резерва. Целиот регион на Куманово и Кумановско што го покрива овој архив, односно оваа подрачна единица, за долго време се обезбедени со сите потребни услови за работа и дури ако затреба како резерва може да се користи горниот спрат. Тоа ќе го видите, горе е направено врвна техника, врвно е наместено, што мислам дека за Куманово ќе биде еден дополнителен импулс. Ова е сега најубавата управна зграда во Куманово. На првиот кат граѓаните ќе може да ја добијат потребната документација од МВР, додека на вториот и третиот кат се чува огромен материјал, архивска граѓа која што ќе се собира од општина Куманово и поширокиот регион. 2700 метри квадратни беа темелно реконструирани, обновени и сега објектот изгледа безмалку како нов. Едно ниво ќе биде на Министерството за внатрешни работи, каде главно ќе се обавуваат граѓански работи, поврзани со издавање на лични документи, патни исправи и слично, а другите две нивоа ќе бидат за Државниот архив, каде ќе се чува огромен материјал, огромна архивска граѓа, која што ќе се собира од овој град, од оваа општина, но и од целиот поширок регион. Се заврши голема работа за Државниот архив, исто така и за МВР, тука ќе бидат сместени вработени на Државниот архив. Така што се направи нешто што многу се разликува од она што беше претходно.
Објектот зафаќа површина од 2700 метри квадратни. Покрај него целосно е уредена и дворната површина, место во кое вработените ќе го користат за одмор и пауза. Домот е изграден во далечната 1948 година и првично бил наменет за престој на воените лица и пречек на генералите и високите воени представници. Подоцна бил отворен и за граѓанството со богата содржина и станал репрезентативен белег на градот. Имало и библиотека со голема палета на литературата како градската. Кумановци пред се повозрасните се потсетија како некогаш изгледаше домот на АРМ и како што велат сликата која не беше воопшто за гледање. Овој објект не беше наменет само за војниците, туку беше отворен и за сите оние кои сакаат да уживаат во најубавата летна бавча со музика, каде на времето се запознаваа младите, а се раѓа и љубовни врски, се сеќаваат поупатените кумановци. Да се реновира добре. Нормално све што се прави ново добро е. За млади пред 20-30 години што вика другар ми тамо сме били и не е било лошо. И мало е овој свадбе, тие работи, банкети. После тоа, значи кога После тоа не знам, имаше билиарда, дека знам за тоа. После како е било, што е, не знам. Па многу во работа, што да мислим, све што се реновира, све е лепо. Убаво, тој беше слонопат, распадано, растурено, а сега мерак да видиш. И плюс тој што ќе се користи за неки. Убаво е работа. Па порано беше, ние државме таму патронатна школа на Толи Зордо, мисли сите школи. Беше многу убаво, имаше и забави, имаме одено таму, одржува, имаше музика, војна, свирија овие војската само. Али после се запушти, која пропадна. Сега пак го реновирале. Убави изглед има од надвор, али од внатре не знам како не е умидено. Добро со време нормално дека треба сепак нешто да се направи. Мислам, све што се направи се е добро. Нормално плюс и за генерации понатаму што доаѓаат и така. Бев таму присутен неколку пати влегов. Па мислам дека беше во некоја градба од времето кога бил граден и требаше како тако да се остане. Да, се сеќам, бев, имаше сали. Пред да беше руиниран, беше во фаза на распаѓање. Да, сега е среден, дотерен, така. Не сум видел сад како е направлен. Да, знаете дека е реновиран, така дека? Знам да е реновиран, али не сум видел, не сум био таму. А иначе знам пре како е изгледал. Па не е био лошо, али сад кажу да е бољи. Камо среќа све да се среди. Камо среќа, али ми не знамо тоа да чувамо. Ми то сами уништаваме. Ми смо народ такав. Балкански народ е тај, кој уништава све што може да се уништи. Активностите од проектот водоснабдување на Лев брег Крива Паланка висока зона се во завршна фаза, а проектот се очекува да финишира за неполни 2 месеца, информира градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, кој изврши увид во активностите на терен. Проектот водоснабдување на Лев брег Крива Паланка висока зона е во завршна фаза. Околу 95% од главниот доводен цевковод е завршен, а останува да се довршат работите на новиот резервоар. Најголемиот проблем за Кривопаланчани од високите зони тоа е водоснабдувањето. Многу ми е драго и многу сум горд што го решавам во мандатот кога јас сум градоначалник. Еве, светам дека 95% од работите на цевководот се завршени. Останува уште довршување во делот од затворот до кај гимназијата, до главниот резервоар. Целиот друг дел е завршен цевководот, споени се цевките, останува да се доврши и завршната плоша и изолацијата внатре во самиот резервоар. Проектот опфаќа примерна мрежа со должина од 2890 метри, со капацитет од 350 кубни метри и секундарна мрежа со 7 крака во должина од 2480 метри. Алексовски рече дека проектот ќе биде завршен за околу 2 месеци, а со тоа ќе се стави крај на маките на паланчани по однос на водоснабдување кои, како што нагласи, траат со децении. Крива Паланка како општина е богата со вода и таа вода мора да ја искористиме и ќе искористиме. Ова ќе биде навистина еден проект кој многу ќе значи за граѓаните и кој ќе биде добар проект. Проектот водоснабдување на Лев брег Крива Паланка висока зона се реализира со финансии од 23 милиони денари преку владата и Министерството за транспорт и врски, а градбата отпочна на 8 октомври 2015. Дополнителна придобивка при реализацијата на проектот е пешачката патека во шумскиот предел од трасата на цевководот, која ќе биде хортикултурно уредена, со урбана опрема, фонтани и чешми со вода за пиење и клупи за одмор.
Заинтересираните сопственици на угостителските објекти од Куманово кои сакаат да постават маси и столови на јавно прометни површини треба да поднесат барање до општина Куманова најдоцна до 15 април годинава. На годишно ниво во Куманово се издаваат 60 барања за поставување на урбана опрема. Сите кои сакаат да постават маси и столови на тротоари, правни субјекти кои поставуваат друга урбана опрема треба да поднесат барање за добивање решение од општина Куманово за поставување на опремата, најдоцна до 15 април. Комуналните инспектори претходно ги посетиле сите угостителски објекти во центарот на градот и ги советувале барањата да ги достават до предвидениот рок. До сега има направено увид во сите од страна на комуналната инспекција, односно комуналните инспектори имат направено увид во сите локали и деловни простории, им се има укажано, меѓутоа наидуваме на слаб одзив од страна на самите сопственици на угостителските објекти и на деловните простории, зашто секако ќе преземеме соодветни мерки, односно ќе постапиме согласно законот за комунални дејности. Од секторот за инспекцијски надзор повикаа угостителите да поднесат барања, бидејќи цените според нив се пристапни. Но освен угостителски и други субјекти, па дури и физички лица поставуваат разновидна урбана опрема која го попречува движењето на пешаците по тротоарите. Затоа од комуналната инспекција нагласија дека ќе продолжат со контролите и по 15 април. Можам да ви кажам дека на сите угостители дека цената за прва зона за комунална такса е 10 денари по метар квадратен за прва зона, за втора зона е 7 денари и за трета зона 5 денари. За уредување на градежно земјиште цената се движи од 3 денари за прва зона до 1 денар за третата зона. Просечно на годишно ниво во Куманово се издаваат 60 на решенија за поставување на опрема. Локалната самоуправа на општина Кратово со средства од Светската банка ќе врши покривање на градскиот зелен пазар. Тендерската постапка за избор на изведувач е завршена, а градежните активности се очекува да отпочнат наскоро. Градскиот зелен пазар во Кратово наскоро ќе добие нов лик. Со 30 милиони денари заем од Светската банка, општината ќе врши покривање на пазарот. Со тоа ќе се подобрат условите на земјоделците и приватниците кои ги снабдуваат кратовчани и жителите на околните села со намирници. Во општина Кратово ќе извршиме и покривање на зелениот градски пазар, тоа се средства од Светска банка, 30 милиони денари кредит зима општината со која ќе изврши уредување на зелениот градски пазар на кој доаѓаат селани од нашите села, а исто така и од соседните општини на кои граѓаните во општина Кратово во саботните денови се снабдуваат со сите земјоделски производи. Градоначалникот информираше дека тендерската постапка за избор на изведувач е завршена. Изберена е фирмата која ќе го покрива пазарот, а градежните активности се очекува да отпочнат наскоро. Општина Куманово деновиве започна со поставување на бекатон плочки на 10 улица и кракови од поголемите сообраќајници во повеќе реони во градот. При што дел од улиците се завршени, а дел се во фаза на завршување, информира од секторот за урбанизам од општина Куманово. Вкупно од општинскиот буџет за програмата за санација и одржување на улиците за поставување на бекатон плочки одвоени се 10 милиони денари. Од општината нагласуваат дека овие улици се тесни, така што тука се одлучиле за поставување на бекатон. Паралелно се работи на неколку реони во градот. Во населбата Карпош, кај поранешен монопол, информира Момчил Јовановски, помошник раководител на секторот за урбанизам. Според Јовановски, на овие улици не може да се интервенира со тешка механизација поради недоволната ширина на улиците и краковите и плитко поставената канализацијска и водоводна подземна инфраструктура, затоа според теренските увидувања одлучено да се постави бекатон. Според Јовановски, на овој начин улиците ќе бидат санирани и рехабилитирани. Во моментов се градат улиците Сава Ковачевиќ, Боро Прцан, Крушевска република, додека во населбата Карпош се реконструират улиците 22, 24 и 148, а целосно завршена е улицата Никола Вапцаров. Од општината велат дека наредниот период ќе се санираат и улиците во други населби и централното градско подрачје. Полицијата открила 5 мигранти во автомобил со кумановски регистарски таблички на клучка така и Демир Капија. Возачот побегнал, пренесува Министерството за внатрешни работи во денешниот билтен.
Вчера околу 1 часот и 30 минути на клучката кај Демир Капија полициските службеници од полицијата од Неготино забележале 2 автомобили во кои се превезувале илегални мигранти. Едниот автомобил, Peugeot 206, со бугарски национални ознаки, било управувано од 22 годишниот ХД од Прилеп. Се превезувале 4 илегални мигранти од Ирак. И Seat Toledo со кумановски регистарски ознаки, чишто возач откако го напуштил возилото побегнал, во кое се превезувале 5 илегални мигранти од Ирак. Осомничениот илегалните мигранти околу 2 часот и 30 минути се приведени во полицијата во Неготино и со нив е разговарано. По целосното расчистување и документирање на настанот полицијата ќе поднесе соодветна кривична пријава, а илегалните мигранти ќе бидат сместени во прифатниот центар за странци. Да се биде хуман и не е толку тешко. Потребно е само добра волја и хумано срце да подариш помош на оној на кого најповеќе му е потребна. Хуманитарната организација Крепост континуирано спроведува хуманитарни акции. Овој пат додели помош на 11 социјално загрозени семејства. Помошта се состоеше претежно од прехранбени производи и средства за лична хигиена. Хуманитарната организација Крепост донираше хуманитарна помош за 11 социјално загрозени семејства. Помошта се состоеше од прехранбени производи за секојдневна употреба и средства за хигиена. Хуманоста продолжува во континуитет преку добротворни организации. Се собираат средства за огрев, кебиња, гардероба. Некои од семејствата на кои им е помогнато се веќе застанати на своји нозе и сами обстојуваат, велат од организацијата. Треба да доставиме помош која претежно се состои од намирници за секојдневна употреба, претежно како храна и намирници од хигиена, претежно такви средства кои сега во овој момент може да ги дозволиме за 11 семејства, од кои што едно меѓу нив е и ова денеска, кои што живеат доста у тешки услови, кои не може дури ни да ги сметаме за нормални во ова општество во кое што живееме денеска. Едно од семејството на коим беше доделена хуманитарна помош е сместено во трошна куќа, без вода и струја, лоцирана веднаш до школската амбуланта. Семејството живее во никакви услови кои се под нормалата. Таа е самохрана мајка со 4 деца, не работи, не добива социјална помош. Најголемиот проблем со кој се соочува е немањето на документи веќе 30 години. Во неколку наврати побарала помош од институциите да извади лична карта. Одговорот кој го добивала е дека не може. Од документи поседува само извод од матична книга на родени. Проблемот со документите се и проблем за децата. Не одат на училиште, болни се и не може да добијат здравствена помош. Едно од 4 деца има срцева мана и му е потребна операција. Упатува апел до надлежните институции и до сите хумани луѓе да и помогнат нејзиниот и животот на нејзините деца да продолжи. Значи идам таму, се жалам кај социјалното, во полиција, нема кај НПФ адвокати и ромски организации, сите. Никој ништо не може да ми се помогне. 30 години сум без документи тука. Не можам да оседнам, едноставно не можам, без никаква социјална помош, не можам да излезам на крај. Немам, од контейнери го собирам храната и јадеме од контейнери. Од канти се издржуваме. Ќе се отрујеме, ќе се отрујат децата, ќе се отрујат. Колку пати има отрујено овие деца од храната лоша. Значи ги замолувам веќе еднаш да се решат да погледнат код нас. Дека и ние и живееме тука, дека постоиме, дека овие деца треба да се запишат веќе еднаш. Така, на колку години се значи вашите деца? Колку години имате? Девојчето ми има 15 години, тој има 11, 10 години и 4 години комај. Сите не запишани. Не одат на училиште? Да, не одат. А сите се болни, немам со што да ги носам на болница, се прифатно, со што да плаќам. Секој кој што сака да помогне може да се обрати до хуманитарната организација Крепост или да ги контактира овие семејства. Кривопланечкиот манастирски комплекс Свети Јоаким Осоговски овој викенд препун со гости од градот. Околните места, како и од повеќе македонски градови, но бројни се и туристите од соседна Бугарија. Посетителите импресионирани од спојот на искунската архитектура и уметност и недопрената природа во кој спокојно е распослан овој духовен храм. Манастирскиот бисер посветен на светецот и пустиноучител Јоаким Осоговски и овој викенд собра бројни намирници кои своите моменти на мир и одмор ги побараа во искунскиот амбиент.
Кривопаланчани и луѓето од околните места, од стари до млади, редовно се тука. Велат дека ги користат слободните денови или пак христијанските празници да наминат и да запалат свеќа за здравје и берекет, но и да уживаат во природната убавина обколена од столетните дабови шуми, а пролета е дополнителна причина за повеќе време надвор. Да се просветимо, да искочимо на убавиња. Ова е најубав манастир, у Кривопаланка. Све народ од свако место доводи и многу е убаво и прекрасен. По месец, ако не повеќе, еден пат обавезно доаѓа. Еви тука, или па доле на нашата црква Свети Димитри. Факт е дека манастирот е неминовна дестинација на бројните туристи од соседна Бугарија која посетуваат Крива Паланка и воопшто земјава. Најчесто доаѓаат организирани преку туристички агенции. Спокој и неопислива убавина нуди овој духовен храм, велат тие. Што најмногу ви остава впечаток? Строителството. Необичаено място е направено много красиво. Идваме от България, от София сме, идваме за първи път. Какво да ви кажа, като гледам на всяка манастирите и при нас, и при вас, се много поддържат се тук много хубаво чисто. Иконите са запазени. Бројни се и посетителите од главниот град, од околните места, но и од многу поодалечени градови низ земјава, кои доаѓаат на гости кај роднини и пријатели. Од Скопје. За прв пат сте тука? Ја втор пат сме. Бевме уште еднаш. Многу е убаво. Сега се распрашавме за цените во пансион. Планираме летово да дојдеме со сопругата, да престојуваме неколку дена. Да ви кажам, најголем печаток ми е чистиот воздух. Задоволни сме, ние сме група од Скопје. Доаѓаме не прв пат, но неколку пати и така. Што ви остава најголем впечаток? Па добро, еве, црквата од 11 век си има свое значење внатре, иконостасите и така. Манастирот Свети Јоаким Осоговски успева до ден денес да ја задржи својата автентичност, но и да држи чекор со времето, обновувајќи ги старите објекти и внесувајќи ги потребните цивилизацијски новини, кои привлекуваат голем број гости од земјава, но и од странство. Паралелно со кампањите ќе се реализираат едукативни настани, предавања, теренски и превентивни акции кои ќе треба да ја доближат темата до сите учесници во сообраќајот. На патиштата им се потребни одговорни возачи, животот не дава втора шанса. Вози одговорно се двете нови кампањи на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои ќе се реализираат следните 6 месеци преку билборди, реклами на социјалните мрежи, постери, флаери. Паралелно со кампањите ќе се реализираат едукативни настани, предавања, теренски и превентивни акции кои ќе треба да ја доближат темата до сите учесници во сообраќајот. Првата кампања на патиштата им се потребни одговорни возачи е насочена кон едукација на учесниците за штетните последици од користење мобилни телефони додека управуваат моторно возило. Со втората кампања "Животот не дава втора шанса, вози одговорно", преку реални примери од сообраќајни несреќи се подигнува свеста за штетните последици од возењето со зголемена брзина и возење под дејство на алкохол. Последното истражување за безбедноста во сообраќајот во Македонија во првите 3 месеци од годинава покажува дека свеста на македонците за одговорно учество во сообраќајот е се уште на многу ниско ниво. Во јануари 2016 во сообраќајки загинале 11 лица, во февруари 8, а во март 16, или вкупно 35 лица. Според статистиката, пешаците се најранлива категорија учесници во сообраќајот. Преку намалување на даноците, подобрување на бизнис климата, поевтинување на државното земјиште, како и активните мерки за вработување, невработеноста е намалена на 24,6%, за разлика од 2005-та, кога безработа беше 38% од македонското население, истакна министерот за финансии Ставрески.
Преку намалување на даноците, подобрување на бизнис климата, поевтинување на државното земјиште, како и активните мерки за вработување, невработеноста е намалена на 24,6%, за разлика од 2005-та, кога без работа беше 38% од македонско население. Или преточени во бројки, во последните 10 години, владата на чело со ВМРО ДПМН отвори 150.000 работни места. Ова го истакна министерот за финансии Ставревски пред десетици млади десничари од неколку европски и светски земји во рамки на семинарот Дигитална Европа, младински политики за просперитет. Отварање на работни места во било кој период не е лесно, но во период од кој 6-7 години од овие 10 постоеше светска економска и финансиска криза, сигурно е добар резултат намалувањето на невработеноста. Во такви околности сигурно е едно од најдобрите, ако не и најдобро достигнување на владата на Република Македонија, образложи министерот за финансии Зоран Ставревски. Зголемениот број на странски инвестиции во земјата го зголеми извозот на 4 милиарди евра, од кои 1,5 милиарди доаѓаат од компаниите инвеститори. Дека земјата има добра бизнис клима, потенцираше тој, покажа последниот извештај на Светската банка Doing Business. Во него, во конкуренција од 191 земја, Македонија е на 12-тото место. Пред младите десничари Ставревски зборуваше и за мерките кои владата ги презема за отварање на нови работни места во дигиталната сфера. Како што рече, едни од клучните фактори за развој на секоја земја се соодветното образование и вештините. Три лица се повредени во центарот на Истанбул при експлозија на рачно изработена бомба во близина на автобуска постројка, објавија турските медиуми. Заврши полициската операција во квартот Етербек во Брисел. Девид Камерон формира работна група за истрага на панамските документи. Експлозијата се случила вчера во кварт во европскиот дел од градот. Повредените се хоспитализирани, а полицијата ја блокира зоната со кордон додека хеликоптер го надлетува местото на инцидентот. За сега нема информации кој би можел да биде одговорен за нападот. Најголемиот турски град има зајакнати безбедносни мерки по повеќето смртоносни напади во Турција, за кои се обвинети джихадисти и курдски екстремисти. Претходно американската амбасада предупреди дека постои реална закана од напади на туристичките области во Истанбул и Анталија. Големата полициска операција во бриселскиот кварт Етерберг најверојатно е завршена, при што беше извршен претрес во еден магазин, јавија белгиските медиуми, додавајќи дека полициската акција била поврзана со истрагата за неодамнешните напади во Брисел. Претрес бил извршен во зграда во која имало продавница во приземјето. Станарите од стамбениот комплекс биле евакуирани. Во операцијата никој не е уапсен. Според белгиските медиуми, 50 на полицајци, меѓу кои припадници на единицата за деминирање и снајперисти биле распоредени во квартот, во централниот дистрикт на Брисел. Квартот е под контрола на локалната полиција и понатаму е затворен. Ниту федералното обвинителство и федералната полиција не соопштуваат детали за операцијата. Британскиот премиер Дейвид Камерон најави формирање на работна група за истрага на откриените панамски документи, кои предизвикаа политички проблеми за него. Работната група ќе ги опфати најдобрите британски експерти кои ќе се заземат за откривање на сите можни прекршоци во рамки на панамските документи, се наведува во соопштението на Камерон. Во групата ќе учествуваат агенти на британските даночни служби, на Националната агенција за борба против криминалот, а ќе бидат поддржани од службата за борба против финансиски измами и од финансиската контролна служба. За започнување на работната група ќе бидат одвоени 10 милиони фунти. Македонската ракометна репрезентација го заврши својот настап на турнирот во Гданс, Полска, а пласманот за Олимписките игри во Рио остана само сон. Со поразот од Тунис, селекторот Ивица Обрван си поднесе оставка, додека пензионирање од националниот дрес по одигрување на квалификациите за светско првенство во јуни најави и Филип Миркуловски. Машката македонска ракометна репрезентација го заврши својот сон за настап на Олимписките игри во Рио летово. Со поразот од Тунис од 26-32 во вториот квалификацијски меч во Гданск, репрезентацијата на Македонија ги загуби сите шанси да се пласира на Олимпијадата. Очајниот почеток на надпреварот, особено во првите 15 минути во кои тунижаните постигнаа 10, а нашите ракометари само 3 гола, го наговестија конечниот епилог на овој меч. Противникот на полувремето замена со 7 гола предност, кој во вториот дел успеа рутинирано да ги сочува, за на крајот да се радува на победа со конечни 32-26 за втор триумф во квалификациите и пласма на Олимпијадата.
Бадиела бе 8-те гола на капитенот Кирил Лазаров, кога оваа генерација на македонски ракометари ја пропушти втората шанса за учество на неголемиот светски спортски настан. Капитенот Лазаров одново беше најефикасен, но понадпреварот буквално остана без зборови. Немам што да кажам, катастрофа, не е време да се даваат конечни одлуки. Треба да бидеме паметни во овој момент, отпусто брзање промашувавме, бевме мотивирани, свесни бевме што значи ова за нас и за Македонија. Само едно знам дека имаме квалитетна репрезентација, тоа највеќе боли. Постојано ни се случуваат вакви работи, постои проблем и треба да се најде решение, рече Лазаров, пренесе неговиот сајт. Надпреварот со Чиле кој се игра во терминот од 18 часот ќе биде само формалност, бидејќи вчерашниот пораз значеше и крај на сонот за Олимписките игри. Кошаркарите на Куманово од гостувањето кај Струмица се вратија со победа. Успеа да слават против домашниот тим со 80-70. Во кошаркарскиот шампионат на Македонија, односно првата машка лига, е комплетирано 25-тото коло. Кошаркарите на Куманово од гостувањето во Струмица се вратија со победа, откако го совлада домашниот тим со резултат од 80-70. Кумановци одлично влегува во мечот, добивајќи во видната четвртина 25-17, за да во втората четвртина дополнително за еден поен ја зголемат позитивата и на пауза меѓу двете полувремиња заминат со резултат 42-33. Кошаркарите на Струмица во третата четвртина пружија одлична игра, па така во еден момент се доближија само на -2, но Куманово во узорат и па така во пресрет на последниот период замина со резултат од 62-53. До крајот одигра рутински за конечна победа од 80-70. Бојан Трајковски со 19 поени беше најефикасен во победничката екипа на Куманово, додека кај Струмица најефикасен беше Томчо Соколов со 16 поени. Шампионот МЗТ Скопје аеродром на гостувањето во Гевгелија кај Кожув славеше победа со 61-54. За второто место кое носи директен пласман во полуфиналето ќе се борат три екипи. Карпош Соколи засега има една победа повеќе во однос на конкурентите Фени Индустрии и Куманово. Соколи убедливо славеа над Бес со 86-48, а Фени Индустрии со 108-93 го совлада работнички. Прв на табелата е МЗТ Скопје аеродром со 23 победи и 2 порази. Карпош Соколи има скоро до 18-7. На делба на третата позиција се Фени Индустрии и Куманово со 17 победи и 8 порази. Следува Кожув, работнички со 10-15, Струмица со 4 победи и 21 пораз, а на дното на табелата е Бес со 25 порази и ниту една победа. Кошаркарите на Михајловски го завршија на третото место настапот во третата лига за оваа надпреварувачка сезона. Беа поразени на домашен терен од Карпош Соколи со 76-54 и се трети во поредокот од третото по ранг надпреварување. Дуелот немаше значење за пласманот, бидејќи од претходно беше јасно дека Карпош и Црн Дрим влегуваат во втората лига. Дали екипата и понатаму ќе продолжи да се надпреварува, останува на спортските ентузијасти од Куманово. Со оваа утакмица спуштивме завеса за оваа сезона во трета лига. Сега април и мај продолжуваме со тренизи, а за понатаму дали ќе остане клубот и ќе се такмичи во било кој ранг за идната година, тоа за сега не можам ништо да кажам. Значи, ќе покаже времето. Ќе покаже времето пред се од финансиски аспект. Ако се најдат некои финансиски средства, да не кубуриме како оваа година, ќе играме, ако не, овој тим ќе згасне. Футсал клубот Биджо падна на третото место од втората македонска лига по загубениот дерби надпревар во разигрувањето за пласман во првата лига против футсал клубот Цико од Стојаково. Надпреварот од првата рунда од плейоф сегментот од втората македонска футсал лига за пласман во елитното друштво беше интересен, како и да е во него домакините влегоа ослабени за неколкумина првотемци. Решавачкиот погодок и единствен гол на дуелот го постигна Митков во 17 минута, кој што значеше минимално славие за футсал клубот Цико и прво место во поредокот. И второто полувреме беше во знакот на гостите од Стојаково, а на голот на Биджо со неколку одлични интервенции се истакна голманот Иван Стојановски, кој спречи висок пораз. Да, ова беше еден тежок надпревар. Прво плейофот, но се надеваме дека ќе надминеме оваа мала криза и ќе се вратиме во првата лига. Па може би тие физички беа поспремни од нас, неколку повредени играчи, но се надевам дека секој бива најдобар ред и ќе се вратиме, како што реков, во првата лига. Со оваа победа футсал клубот Цико изби на првата позиција со 36 бодови, Саса е втора со 34, Биджо на третото место со 33 бода. Во следната рунда, Биджо гостува токму кај Саса.
Љубителите на спортот може да уживаат во мајсториите на локалните футсал јунаци во спортската сала, а одложената снимка е на К3 телевизија. Основците од Кумановското училиште браќа Миладиновци остварија значаен успех освојувајќи го шампионскиот наслов на државното првенство во футсал. Под капата на Федерацијата на училишен спорт на Македонија се организираат надпреварувања во дури 20 на спортови. Пинг-понг, шах, стрелаштво, карате, џудо, борење, тенис, кајак, веслање, једрење, пливање, гимнастика, скијање, тенис, бадминтон, одбојка, кошарка, футсал, ракомет, фудбал, атлетика. Едно од најинтересните е надпреварувањето во мал фудбал, во кое што сезонава се прослави екипата на основното општинско училиште браќа Миладиновци од Куманова. Од 7 до 9 април Демир Хисар беше домакин на спортскиот собир на најквалитетното футсал друштво од македонските основни училишта. Футсалот е спорт во подем интересен кај младите женски или машки сеедно. Најквалитетните 6 училишни екипи се надмудруваа во две групи на завршното надпреварување. Кумановци обезбедија место меѓу недобрите 4, а пославието во полуфиналето против Стружани. Младите кумановски футсал надежи заслужено победија и во дуелот за наслов против основното општинско училиште Коле Неделковски од Карпаш. Успехот на футсал екипата од браќа Миладиновци има возможи место на летниот спортски камп на дел од учениците. Со заеднички напори државни и спортски субјекти се трудат да им обезбедат мегдан на едните спортски представници на нацијата, а тие во духот на ферплеј надпреварувањата се истакнуваат во вештините и квалитетите во бројни дисциплини. Инаку општина Куманово во мај ќе ги вгости недобрите средношколки и средношколци за гимназијадата 2016. Екипите на Реал и Атлетико Мадрид забележаа победи откако славеа над Ејбар и Еспањол, меѓународен спорт. Реал Мадрид со изменет состав славеше против Ејбар со 4-0. Зинедин Зидан за реванш над преварот од Лигата на шампионите со Волсбург чуваше некои важни играчи како Герет Бейл, Марсело, Тони Крос, Лука Модрич и Кейлор Навас, но не и Кристијано Роналдо, кој повторно одигра 90 минути, иако прашањето на победникот беше решено веќе во првите 20 минути. Кристијано Роналдо испише и нова историја во примера. Португалецот е првиот фудбалер кој успел 6 сезони поред да постигне најмалку по 30 погодоци во шпанскиот шампионат. На неговиот најголем ривал Лионел Меси тоа му успеело во 4 сезони поред. Најмалку голови од доаѓањето во Реал Мадрид Кристијано Роналдо постигна во сезоната 2013-2014, кога постигна само 31 гол. Рекордните за него 48 ги постигна минатата сезона, а оваа сезона веќе има 30 голови на 6 кола до крајот. По Реал и Атлетико Мадрид успеа да извојува победа. Атлетико имаше успешно гостување во Каталонија кај Еспањол, односно дојде до 3 бода и победа од 3-1 со пресврт. Домаќините победаа преку Диоп во 29-та минута, но потоа на сцена стапи Коке, кој забележа 2 асистенции и потоа стрелаше во 89-та за потврда на триумфот. Гризман и Торес беа стрелци на двата претходни гола. Атлетико сега има само 3 бода помалку во однос на првопласираната Барселона. Екипата на Голден Стейт со многу проблеми славеше на гостувањето кај Мемфис со 199 и се доближи на само една победа до рекордот на Чикаго Булс. Актуелниот првак сега има биланс 71-9, иако ги добие двата преостанати надпревари до крајот на сезоната, ќе го надмине Чикаго. Во тие два меча Голден Стейт гостува кај Сан Антонио и игра дома против Мемфис, па на сите им е јасно дека воопшто нема да биде лесно да се триумфира. Голден Стейт се соочуваше со големи проблеми во нападот. Клеј Томпсон погодија само 3 тројки од 20 обиди, а домашните кошаркари постојано се наоѓаа во предност. Сепак на крајот тргна работата, кошаркарите на Стив Кер направија присврт и стигнаа до минимална, но посакувана победа. И покрај слабиот ден, Кари беше на чекор до трипл-дабл постигнувајќи 17 поени, 9 скока и 8 асистенции. Повеќе од него постигна Грин 23 поени и Томпсон 20. Во тимот на Мемфис кој играше без двајца стандардни стартери, Мет Барнс беше прв стрелец со 24 поени. Времето во Македонија променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Метео за североистокот.
Тоа беше се за овој дневник, почитувани гледачи. Довидување.